20 часот, ова е програма во живо, почитувани гледачи. Вие сте со телевизија Меди и со Пеце Стефановски по 15 месеци пауза на локалните медиуми, овој пат во оваа телевизија, со своите соговорници кои што секој четврток во 20 часот ќе имаат можност да ги искажат своите видувања, ставови, мислења по одредени актуелни проблеми. Вечерва мој гостин е господинот Јован Вранишковски и верувам дека ќе побудиме интерес со овој наш разговор. Јас пред 10 дена, по 7 години, имав една двочасовна средба со него во Нижополе. Верувам дека имав нешто да си кажеме, меѓутоа моето ветување беше дека токму првата моја емисија ќе биде со него. Јас си го исполнив тоа ветување и тоа исто така и господинот Јован е вечерва со нас. Добро вечер и добро ни дојдовте. Добро вечер и нека ми биде прво дозволено да заблагодарам за поканата да учествувам во оваа емисија. Со една забелешка, секако дека може би порано требаше да се направи една емисија, затоа што толку се стигна некако да се набие атмосферата непотребно, без да се сослуша другата страна. Немавме можност, скоро 2,5 години да излеземе воопшто на некој медиум, не само локален, туку и пошироко, и да објасниме она што го направивме како чекор за признавање на црквата во Македонија. Од таја причина, уште еднаш благодарам. Господине Јован, секако дека сите ваши активности создадоа огромни турбуленции во Република Македонија, во Битола, но и пошироко на балканските простори, со повеќе реакции. Постојано во последно време можат да се слушнат квалификации или дисквалификации, како вие не знам ги доживувате. Одродник, предавник, расколник и така натаму. Покрај она духовна мисија за која сте се определиле, сепак тука неодминливо се наметнува и човечката димензија. Како сето тоа го доживувате? Како пат кој што мора да го изодите во вашата мисија по православието, или пак една драматичност со која што мора да се соочите низ сите тие рефлексии кои создаваат и емотивни последици врз вас? Низ неколку интервјуа што во последно време ги дадов за некои странски медиуми, ова прашање го имав како последно, но добро е што сега го имам како прво, зашто е веројатно едно од поважните прашања што може да се постави. Нема да бидам толку скромен да речам дека многу лесно го преживувам ова. Во секој случај, димензијата која ја опфати овој проблем ги надминува сите мои способности. Ако секојдневно не чувствувам енергијата Божја и вонредното дејство Божјо врз настанот, мислам дека ќе биде неиздржливо. Затоа што прво човек се обесмислува ако оние за кои нешто работи, а во овој случај народот во Република Македонија, православните верници, тоа не ти го признаваат. Второ, не само што не го признаваат, туку, како што рековте, лепат етикети по мене сосема бесправно на она што по мене повторно пак најмалку го заслужува. Но на крајот од сите краишта ме теши една единствена вистина која сум ја примил како вера во Христа Бога, дека сите големи настани во историјата на човештвото се прават со жртва. Ништо на крај во овој свет не дошло само по себе и без жртва. Не само во областа на црквата. Тоа е така на крај и во секојдневниот живот. Колку луѓе денеска се соочени со работ на екзистенцијата и за да преживеат, вложуваат вонредни напори. И кога имаме на таква околина, или како претходно говоревме за тоа сурови услови на секојдневица, навистина е тешко да се опстане во такви услови. Меѓутоа, на крај ова што ние го работевме, можевме воопшто да не го работиме и тоа ќе беше најбезболното и најлесното решение прво за нас, а после и за други кои ги проблематизиравме. Ама едно не треба да заборавиме.
дека епископот има служба да направи проблеми каде што нема. То што значи? Не да создаде вештачки проблеми, туку само да ги поттикни луѓето на размислување дека живеат со проблем, а не се свесни за тоа. Значи, како што стара една поговорка вели, дека кога ќе се размати водата во барата се ловат рибите, така исто и во животот е. Потребно е една жабокречина која стоела со години да се размати. И во овој случај тоа го направивме. Добро, еве, после овој ваш риторички вовед, додиме со поконкретни работи. По линија на тие квалификации или дисквалификации, кркоман, србофил и така натаму, сето тоа можевте и да го проследите во одредени медиуми или да го прочитате седно. Тоа така стои во еден амбиент кога масовно и обичните луѓе, граѓани, верниците од православната екумена во Република Македонија, се повеќе се убедени дека вие сте тој што сте на грешниот пат, дека нудите овде раскол, дека се нуди распродолжба на националните, на духовните интереси, на името на Македонската православна црква, а со тоа се загрозуваат позициите и името на Република Македонија и незиниот обстој во овие матни времиња кога се случуваат и бурни процеси во европското интегрирање, каде што дури такви едни членки кои што се колевки на европската демократија, како е на Франција, да речеме, веќе популистички гледано стават една задршка за тие глобални случувања. Значи, во таа наша минорност во сите тие процеси, вие се појавувате како една иницијална каписла која што еве, барем според тој резон, создава една опасност од едно пошироко детонирање со сите можни тектоники што би се случиле на овој мал простор во насока на создавање еден македоноцид. Кои се вашите оценки за таквиот еден амбиент? Ќе се втемелам на црковниот, односно теолошки мотив, а ќе се осврнам и на политички. Бидејќи ги има рефракциите, очигледно. Најпрво, единството на црквата е основен догмат на постоење на црквата. Значи, не треба тука голема философија за некој да разбере дека црквата без единство не е црква. Ако немаме единство со православните во Бугарија, Русија, Грција, Србија, па и на далечниот исток, дури во Антиохија, ние нешто сме во проблем. Зошто не сме? Или тие се, или ние сме. Но не можеш во исто време да бидеш надвор од таа заедница на признатите цркви и да мислиш, да си представуваш дека истовремено си црква. Тоа беше првиот и најважен мотивирачки проблем што мене, како епископ, како теолог, ме мотивира да се задржам на него и да го решавам. Затоа што проблемот кој го почувствував себе си, во суштина сега само излезе во јавност и се наметна и други да го решаваат. А тој проблем е следниот. Може ли некој да биде црква без да биде во единство со другите цркви? Од тука па натаму, ако го поставиме сериозно тој проблем и ако речеме не може, а секој друг одговор би бил погрешен, тогаш ќе се постави второто прашање, а зошто не сме во единство со другите? И сега можеме да си даваме многу други одговори, како што некои се обидуваат да дават. Дека тоа бил политички проблем, дека тоа бил некаков друг вид на проблем, ама никако да признаеме дека во тој проблем учесници сме ние и дека и од нас зависи решавањето на тој проблем. Добро. Ние ќе дискутираме тука поконкретно. За тоа евхаристиско единство, за шизматичноста или воопшто за расколот како спротивставеност. Вие имавте еден есеј, јас имав можност на неколку пати да го прочитам. Го објаснивте со тие стари црковни искуства од 3-4 век со богословци од типот на Кипријан, Картагински и така натаму. Меѓутоа, ние сега живееме во 21 век. Во овие 2 милениума православието имало
значи многу шизми, имало расколи, имало спротиставености. Сегашните позиции, ме инспирира пишувањето во вашата книга Заради едното царство, значи не само во вашиот еси, туку и во предговорот од српскиот патриарх Павле, каде што вели дека најтежок вид на раскол е етнофилетизм. Прашањето на етнофилетизмот, колку и како може да се позиционира само врз овие проблеми кои што настанаа со Македонската православна црква и Српската православна црква и воопшто во обратна димензија гледано ни сите други сфери, не е ли можеби сето ова што представуваше чинна одлука на Црковно-народниот собор на Српската православна црква, кој што ги крина сите овие витли, ја разбранува јавноста како еден национализам, шовинизам упатен кон македонскиот народ, барем можевне такви квалификации да прочитаме од теолози, новинари, публицисти, познавачи на оваа проблематика, интелектуалци, политички партии, па и од самите архиереи во МПЦ. Доста прашања поставувате, јас не знам дали ќе можам сите да ги опфатам во еден одговор, зашто или дајте ми малку време на сите да се осврнам. Значи, проблемот на етнофилетизмот не е нов проблем. Еден цел собор е одржан во Цариград во 19-тиот век за да се осуди бугарскиот етнофилетизам. И од тогаш, од 1872 година, бугарската црква беше во схизма до 1952 година, полни 70 години. Но што се случува сега? Човештвото воопшто, 21 век кој го споменавте, не ни простува веќе да ги правиме истите грешки од 19 и 20 век. Па човештвото се учи на грешките на другите. Ако сега ги правиме истите грешки кои ги правеле нашите предходници, нити идните поколенија нема да ни простат, па дури ни сегашните. Затоа што во такви едни услови, какви што живееме сега, во време брзо, динамично, каде информацијата за една секунда го обиколува светот, нема време некој да чека 70 години. Оние смешни споредби што ги прават, па цркви чекале по 70 години, сега 100 години се како една минута. Сега 21 век, како го живее човек во полнотата на брзината која му се нуди да го живее, ги живее 100 години во една минута. И сега да чекаме 70 години некој да ни речи и да ги поистовети со тие 70 кои биле во 19 век, не се исти тие години. Затоа е потребно, значи, да се соочиме прво со секојдневицата и да не ги правиме истите грешки кои се правиле во минатото. А на ова што го споменувате, дали Српската црква го поддржува тој етнофилетизам со ваквите одлуки кои ги носи, јас ќе кажам дека не е имун на гревот секој човек. Па нека е тоа и архиепископ или патриарх. Ние сме грешни луѓе. Меѓутоа, едно треба да се разбере. Дека едно е да бидеш патриот, а друго е да бидеш национал шовинист. Јас за себе нема да признам никому да му речам дека не сум патриот. Барем за себе си се мислам. И затоа не ќам да речам дека сум навреден, и не може да ме навреди изјава од типот дека тој е предавник, како што спомнавте, одродник или не знам што. Ма со што се мери тоа? Со килограми, со метра, со која мера измерија тие дека сум јас предавник и одродник и не знам што? Ако има таква мера, да знаеме да ги мериме и квалитетите на другите луѓе. Затоа никому нема да му признам дека е тој поголем патриот од мене. Ама дека има можеби поголеми национал шовинисти од мене, јас слегувам капа што велат на другите. Не сакам да бидам национал шовинист и секој вид на етношовинизам го осудувам и не сакам да го споменам. Па нека е тоа и кај Српската црква и кај било која друга црква. Но дека во овој проблем, конкретно поврзан со православната Охридска архиепископија, нема етнофилетизам, се покажува од кој аспект? Од оној што, ако човек ги чита документите, а вие мислам дека имавте можност да ги читате, ќе види дека српскиот патријар, кој е представник на Српската православна црква, ја признава Република Македонија со уставното име Република Македонија и го признава македонскиот народ како македонски народ. Од тука понатаму што треба да направи за да овој народ еднаш речи со србите немаме проблем, тие не признаваат,
ние сега имаме со нив еден канонски проблем. Дали црквата треба да ни е автономна или треба да ни е автокефална? Добро, еве тие релации автокефалија и автономија. Односно, прашањето на самостојност. Вие пишувавте своевремено, имавте една статија, не се сеќам се точно во кој медиум беше, меѓутоа, во што е проблемот суштински? Во тој ваш есеј вие удривте со дрва и камења по сите тие иницијатори од периодот на 60-тите години. Значи, она прва фаза на автономија што се случи во тогашна СФРЈ на црквата, па онај автокефален излив кој ја заокружи позицијата на Македонската православна црква. Сето тоа го осудивте, но факт е дека до пред некоја година вие бевте составен дел на сето тоа. Зашто тогаш не ви пречеше, мислам, сето тоа начинот на кој се е случувало, затоа што во есеот вие сето тоа не само што длабоко го анализирате, туку и жестоко го критикувате, барем таа нишка во вашиот стил на искажување, мислам, длабоко ја почувствував. Значи тоа го пишувам уште во времето додека бев со расколниците. Да. Така да направиме тоа за да биде малку појасно. Добро, Значи јас не сум се согласил со таквата положба. Вие бевте составен дел од сето. Се согласувам, меѓутоа знаете, моето влегување во иерархијата на Македонската православна црква беше целисходно. Јас не влегов затоа што немав што да правам во животот. Мојата цел беше токму таа да допринесам колку што се моите способности да се воспостави единството на црквата кој полни 30 и неколку години до тогаш ја мачеше целата овдешна црквена состојба. Значи, тоа беше целисходно. И јас во мојата пристапна беседа, ако имал можност некој да ја чита, ќе го види тоа дека најавив од првиот ден на мојата хиротонија за епископ дека првата и најважна задача ќе ми биде да го постигнеме единството со сите православни цркви. Сеќавам, мислам доста емотивно се искажавте. Така. Тоа само една мала дигресија. Ете, вие своевремено уште од гласот на вистината со тие митинзи, а до денес мислам една таргетирана личност вие митрополитот Кирил, по сите основи, така, со жестоки квалификации. Веројатно има и сериозни аргументи за тоа што го кажувате. Но, дозволивте тој да ве хиротониса. Значи, да појасниме исто и тука една работа. Во хиротонијата на еден епископ дозволено е да се изврши по нужда од двајца епископи или од тројца. Секој поголем број на тие епископи, поголем број од 3, значи, се смета дека е уште подобро. Да, ама Кирил еве не ви пречеше тоа да го направи. Архиепископот не дојде тогаш. И да кажам, Кирил во тоа време не беше расчинет. Без разлика на сите слабости, се до онај момент додека некој не е расчинет, тој ги има слабостите кои ги има, ама црквата го толерира. Добро. Мислам, јасно ми е. Да, од таа причина, значи се случи тоа што се случи. Ако беше расчинет Кирил, сигурно нема да остави да стави рака над мене. Зашто во тој случај не би важела хиротонијата. Добро. Еве автокефалијата на Македонската православна црква како едно историско искуство кое што си заокружува еден континуитет на чекање, на лепдење на една канонска разрешница и во еклесиолошка и па јас би рекол и во историска смисла да се заокружи. Дали го имате предвид и фактот што имаме слични историски искуства со други помесни цркви во православната екумена? На сличен или можеби на погруп начин дошле до автокефалијата? Ќе се вратам на онај првиот одговор што го дадов. Иако постои аналогија во црквената историја, не можеме заради динамичноста на времето во кое постоиме да се поучуваме од негативните примери на таа историја и да чекаме изброј на години да поминат за да постигнеме некаква цел како што се постигнувало во историјата. Тоа е она што мислам дека луѓето можеби еве од мојата генерација, можеби помладите од мене, полесно ќе го разберат затоа што сваќаат дека во нивниот живот им се нуди една шанса и треба да ја постигнат за време на нивниот живот.
Значи, и нека е толку голема таја цел какво што е признавање на една црква. Не може да се чека во ова време во кое толку брзо минуваат настаните, години, па да речем и децении. Затоа што вие гледате сега, да кажеме, колку далечно ни изгледаш кога Европската Унија ни вели дури во 2000 и некоја година ќе почнат преговорите со вас. Па си велиме, чекај дали ќе доживееме ние да видиме прво да почнат преговорите, а плодовите пак од тоа кој знае кои генерации ќе ги доживеат. Да, еве на вашите мотиви за пристапувањето ќе се вратиме, мислам ќе дојдеме и до Нишката спогодба. Друго ме интересира. Факт е дека спрегите во еден историски континуитет помеѓу Српската православна црква, особено во 20-тиот век, мислам нагласено, после Балканските војни и после Првата светска војна, помеѓу Српската и Грчката православна црква се евидентни и тие постојат. Меѓутоа, еве тие историски николци на автокефалијата на Српската православна црква, почеток на 13 век или создавањето на Печката патријаршија таму некаде во 14-тиот век. Сето тоа се одвиваше на начин и Кавказ со Вселенската патријаршија, со реакции на Грчката црква, тој сега средновековно византијски период и така натаму, со анатеми и така натаму. Што всушност можеме од таа аналогија да извлечеме, особено на архиереите на Српската православна црква, како едно искуство, еве и вие од таа позиција ве ставам како би размислувале, со тој крајно ригиден став кон автокефалијата на Македонската православна црква. Тука ги ставам и во контекстите историски околности, од сите оние опасности, асимилации, хегемонии, историјата, барем во генетскиот код на овој народ, на овие простори создала една генетска паратакса да го има тој страв објективно и реално, затоа што во дадени периоди или понагласено, или посуптилно се случувало сето тоа. Ова е можеби едно од најсензибилните прашања. Секојдневицата која живееме, некому повеќе, некому помалку, но му го нуди одговорот на ова прашање и тоа на ваков начин. Во 21. век да има некои национални претензии према некоја друга територија, мислам е сулудо, особено после сите војни кои ги доживеавме во последниве години. Добро, ако е така, зошто грчките владици им пречи името, воопшто на грчката дневна политика името Македонија и на грчките владици името на црквата? Сакам да објаснам само ова каде што не завршив. Значи, во ова геостратешка положба во која се наоѓа Македонија, па и другите држави во светот, никој не би имал претензија над народот и над територијата од причина што многу полесно е некој да има претензија над пазарот. Ако ти го освои пазарот, ако може да ти продава стока и ти да му купуваш, зошто му е маката да си ја земи, да се грижи ти како ќе управуваш со таа територија или како ќе си го вадиш лебот? Значи, ако на ова прашање одговориме сериозно, јас мислам ќе си одговориме на сите овие ситни политички интриги кои ги поставуваме дека некој имал во 21. век претензии кон Македонија. Треба да знаеме дека не се врти никој по Македонија. Тоа е чистата вистина која јас со моево скромно искуство сум го заклучил на секаде движејќи се во светот. Само се извинувам, една мала дигресија. Не мора тоа така да го резонираме според оваа аналогија на вашето искажување на класичен начин од типот на она што се случувало втора половина на 19 век, кога интелектуалната мисла и природбата во Македонија се развивала, од друга страна влијанијата на екзархијата, на фанариотите и така натаму, да не ги редиме, добро ви се познати тие работи, се случували или она што значело како картографија или криптокабинетски бизниси со исцртувањето или судбинските случувања на Балканот и пошироко. Сега, како што велите вие, ја имаме економијата и другите нешта кои што можат да ни се случуваат. Али пак велам, тој генетски код, таа генетска паратакса, тој страв од поколенија наназад, 3, 4 или можеби 5,
се втиснати во овие генерации. И не е sejedno. Во тие глобални случувања накрај не е sejedno каде и како и кога би се нашли или би се испозиционирале. Еве, само еден пример да ве подсетам и веројатно ќе имате можност да го прокоментирате. Во Софијски труд, например, пред година или две, на насловна страна пишува Бугарија ќе ја добие, ќе ја третата Балканска војна со ниту еден испукан куршум. Се мисли на овие пасоши, Шенген визи, вегање на наши луѓе кои што објективно ако таму одат постои можности мешани бракови и така натаму сето тоа да се одлее. Токму тоа. Значи, ако тргнеме од тие реалности со кои се соочуваме секојдневно и правиме анализа на состојбите не само историцко-кабинетски, зашто можеме и така ние да разговараме, си се вратиме во некој период на историјата и да си го гледаме мирно, да си го анализираме и ништо да не извлечиме поука за сегашноста, од причина што сегашноста многу побрзо се движи од сите досегашни историски интервали кои ги поминало човештвото. Значи сега треба да се биде доволно, да не речам, современ, бидејќи би го користел модерниот некако световен речник за тоа, меѓутоа нека биде и тој термин, за да се анализира ситуацијата која имаме и да се одговори соодветно и духовно, и политички, и економски за таа ситуација. Па не може да го прескокнеме фактот дека ние 15 години не мрднавме економски, напротив назадуваме економски. И сега, еден процес што во суштина е интеграционен процес, процес кој отвара разрушување на бариерите кои се создаваат преку ограничувањата на луѓето, како што е единството на црквата ги отвара сите бариери понатаму, ги прави браќа луѓето, им ги руши границите, им ги руши преградите кои постојат еден меѓу друг. А тоа е зашто се уват овие расколи, односно како што вие ги толкувате спротиставености. Затоа што во кои накрај велите дека завршуваат со ерес. Затоа што ние од комунизмот излеговме со една богата наслага на погрешно сваќање на насоката на движење на животот. И ние уште не сме се престроиле во права насока на движење. Значи ли тоа дека имаме хипокризија на духовниот живот? Без друго. Јас го тврдам тоа од почетокот на моето епископување, ама мојата задача меѓу овој народ ја гледам токму во исправањето на таја слика за движење општо во животот. Значи, овој народ треба да свати дека сега, како што се движи, скоро по ништо не се променил од она движење кое го имаше во еден претходен систем кој не водеше никаде. И за тоа доказ вие последниве 15 години. Ние не мрднавме. Сите наши соседи, за кои јас верувам вие подобро се сеќавате од мене, каква беше Бугарија пред 20 години, каква беше Романија. Бугарија знам 96 и 97 година, како беше знам сега. Ете, значи, тие споредби само да ги направиме и ќе видиме како другите добиле права насока на движење, а ние се движиме во погрешна насока на движење. Добро, еве во рамките на тие прави или правилни или вистински насоки се поставуваме во одредена позиција, малце и канонски, но и философски, на вертикалите од онтолошкото стебло на вистината. Сега има повеќе гранки, некој е повисоко, некој е пониско, но ме интересира прашањето со нишката споглед. Тоа беше еден документ или нацрт документ, дефинитивно е документ кога ќе го потпишат двете страни, кога ќе има конечен договор и уште повеќе кога ќе стане дел од животот кој ќе се спроведува. Меѓутоа, застана едната страна го прифати, тоа е Српската православна црква, кај нас тоа не помине. Мислам дека две сензибилни точки тука се. Прашањето што никаде, да речиме, во тој договор не се споменува името на Македонската православна црква, туку некои сходиште со Охридска архиепископија и така натаму тие варианти, и од друга страна, барем според тие канонски хиерархии, подреденост на архиепископот кон патриархот, да се согласува, да дава согласност за неговиот избор. И така некои тие финеси во
тоа канонско црковно право кои беа веројатно тука инкорпорирани, јас не ги знам добро тие правни финеси на црквата. Меѓутоа сето тоа создаде едни огромни анимозитети во македонската јавност. Медиумите тоа го експонира, Светиот архиерейски синод на Македонската православна црква тоа го отфрли и тука некако работата застана во период баш кога вие не бевте тука, бевте во Грција со богословците, ми се чини Светагора ги имавте однесено на таа прошетка, екскурзија, што беше, не се сеќавам сега веќе попрецизно. Јас би спочнал само малку од поназад за да стигнеме до тоа. Во суштина, проблемот не е во Нишкиот договор. Проблемот е многу поназад и подлабоко во самиот пучистички начин на прогласување на автокефалијата. Значи, тоа е исто како револуција во црквата. Добро, имало и такви. Српската православна црква, еве, од Свети Сава, па натаму се што се случувало, па миропомазанието на цар Душан, како од крал станал цар со сите тие анатеми, мене многу слични аналоги ми дава. Навистина во едно време од средновековие до денеска. Меѓутоа, и полската црква има повеќе искуства кои што на некој начин сето тоа го создаваат. Вие критикувате власта дека се замешала во сето тоа, меѓутоа и 20-та година кога се обединила повторно Српската патријаршија, исто така и кралј Петар тука дебело наплаќал, посебно за овие епархии, 1,5 милиони франци, нели, во Цариград ги платил. Од друга страна, неговиот регент Александар учествувал на тие собори, значи власта била целосно вклучена. Парадоксот е во следново. Не е проблемот на крај власта. Власта секогаш има некаков интерес од црквата и затоа толку ја толерира. Проблемот е во следно, а и парадоксот е во следно. Ако еден систем каков што беше комунистичкиот, кој целисходно беше насочен да ја уништува црквата, помага, да речем подобро, и тој иницира создавање на црква и на автокефалија црквена, не е веќе тука симптоматично. Зошто му е потребен на еден комунистички систем да создаде црква? Од тука па натаму, одговорот веќе може да го насети секој што малку ја познава црквената проблематика. Му беше потребно за друга цел, не за црквена цел. Зошто му е на Сталин, кој ја уби 50.000 свештеници, да создава, не знам, црква некаде во некоја друга Руска република. Или сега прогласуваа србите свештеници, свештено маченици за светители на почетокот на соборот. Значи во еден дел од Југославија се убиваа свештеници и епископи, а во другиот дел црквата создаваше црква. Јас имав можност вашето искажување за тоа да го прочитам. Мислам, мене сосема јасно ми е, сакате да кажете дека тие идеологии целта им била да растурат црквата, а овој потек всушност бил обид на Српската православна црква да се развие и воопшто духовниот живот како парадокс со создавањето на нова црква. Меѓутоа, еве, нешто обратно би ве прашал како искуство. На кој начин е возобновена албанската црква? Вие знаете што се случи во времето на Енвер Роча. Јас бев меѓу првите од Република Македонија што можев да ги видам тие бункери, ги пишував тие летаргични ноќи, растирана повеќе статии, како едно емотивно доживување. Меѓутоа имав можност да ги видам првите свештеници што биле изгонети или пребегани преку Албе Америка да се вратат тука, џамиите претворени во младински домови, црквите разнебитени и така натаму. Но еве сега постои таа иерархија таму поставена. На кој начин и како? Ајде, еве тоа да ми го објасните. Не е ли тоа на партизански начин направено? И не канонски? Не е, знаете зошто? Затоа што канонското подрачје на албанската православна црква не се укина со гонењето на црквата. Квалитетот на црквениот живот се намали. Меѓутоа, никој не ја окупира црквено таа територија од 45-та, па не знам до 90-та година. Таја си остана албанска православна црква, без иерархија, без епископи, без било кој. Што значи дека немаше потреба, аналогијата меѓу албанската православна црква и македонската воопшто не може да биде иста. Затоа што албанската православна црква беше призната
како православна црква. Значи си имаше свое канонско постоење. Македонската православна црква како автокефална никогаш немала свое постоење, значи некогаш го имала, па го изгубила, па пак го сега треба да го стекне, него таа никогаш не го стекнала. И затоа не може да се прави иста аналогија. Сега сме во ситуација да добиеме за прв пат една шанса голема, како што се најави на овој собор на Српската православна црква, дека за догледно време ние ќе добиеме автокефалија. Еве, господин Јован, таа шанса. Вие единствен бевте откако Српската православна црква виде дефинитивно дека во Република Македонија нема амбиент нишкиот договор да се прифати. Вие бевте единствениот што пристапивте. Со тие луѓе што ги имавте околу вас, не многу бројни, но пристапивте. Ви се чинили дека сето тоа може да обстои на начин да нема верници или да има сосема многу малку верници, еден незначителен број, со оглед дека православието во Македонија си има еден поголем број на верници кои што одстоија на тоа дека се со епископите и со свештенството на Македонската православна црква. Сега во ова би направила аналогија меѓу ситуацијата во Албанија и овде во Македонија. Па нели не почна албанската црква исто од пепел? И вие сега велите, што е навистина за моја голема радост, дека албанската православна црква после 15 години е на таков вид на развиток како што Македонската православна црква не е за 37 години од како прогласила автокефалија. Значи, тоа е моќта на црквата да дига од пепел, да биде феникс кој изникнува од пепелот. Тоа го прави верата во воскресението Христово. Верувате вие дека во тоа ќе успеете? Затоа што еве некаков поредок се воспостави, макар што и начинот на кој што овие епископи го добија звањето во вашата црква вие што имате, според мене не знам колку е канонски, колку е издржан. Според стаж, образование на тие луѓе се, мислам, не е оред да ги споменувам, но ги имате двајца. Тоа некако ми изгледа, па еве имате одреден број на монаси, меѓутоа колку имате верници. Значи, ако една таква иницијална еве позиција од тие. Ако одиме сега до крај и да ги разголиме до крај работите што треба да ги разголиме еднаш, ќе видиме дека помошта, а во после одреден после одредено времето ќе се покаже дека било одмагање, што власта ја дава на Македонската православна црква, во суштина е постигање на тој ефект кој сега изгледа ваков како што е, дека ние немаме верници. Видите што се случува и што им беше потребно во суштина на властите да направат. Да ме осудат затоа што влегувам во црква, која ја градел мојот дедо во 1830 година. Ќе дојдеме до тие позиции. Сеедно, сакав само да напоменам тоа, дека помошта која ја дава дали сметате дека власта ја пречка верниците да се приклонат кон нас? Ама гледајте, еве денеска ми јавуваат повторно за 10 дена последни 2 пати е обиен параклисот Свети Нектар Јагински во Скопје. Тоа, ако без поддршка на власта, во Параклис, значи кој е на 5 метра лево и 5 метра десно има куќи. И да го прави некој без да биде со страв дека ќе биде фатен. Тоа може само, простете што го велам вака и ја користам вашата доброта да бидам на емисија, меѓутоа тоа е само со помош на власта. Никој друг нема да се осмели тоа да го направи. Ако нема таква поддршка од власта, значи ако власта пак на крај не сака да даде поддршка, односно сака неутрална да биде како што треба да биде, затоа што не знам да колку сте запознати колку критики доживува оваа власт надвор секаде затоа што се вмеша толку активно во овој црквен проблем. Пандан нова Српската православна црква или грчката нема поддршка од нивната власт. Како не, само на цивилизиран и културен начин ова е брутално мешање. Не да има поддршка, ние никогаш не рековме да не и дадат поддршка на Македонската црква, меѓутоа не на штета на другите. Што сме ние криви кои не сакаме да исповедаме иста вера со Македонската православна црква, да немаме своја слобода на вероисповед? Добро, ќе се вратиме нова, само една мала дигресија, ме подсетивте
Вие постојано велите дека сте патриот, македонец и така натаму, дека не се чувствувате ни одродник, ни предавник, ни националист, ни етнофилетист, ни ништо во сето тоа. Во тој ваш есеј, додуше не во книгата, уште порано го прочитав некаде, дали беше во овие црковните календарчина, се не можам да се сетам, некаде го имав прочитано. Една бегла анализа направивте во контекст на објаснувањето на спротиставеноста, односно расколот, за македонската историја. И сега, еве пред некој ден имав можност во едно интервју да прочитам дека, значи, Јован Вранишковски или Зоран Вранишковски, така беше во заграда ставено тоа, е со определба владика со грчки происход од времето на Александар Македонски. Зборот ми е, според кои историски факти тоа го напишавте? Искрен да бидам, мислам, не е моја позиција сега полемика да водиме, сакам вие да се искажите. Тие историски, ја видов таа библиографија, не сум имал можност, не знам грчки, мислам, тука тоа е хендикеп за мене, но многу спорности, барем од она што сум имал можност да прочитам за македонската национална историја. Сега, или е проблемот вистина во Јован, кој не сватил дел од историјата која ја живеел, Или тенденциозно го напишал? Или тенденциозно го напишал, или е проблем во македонската историја нешто. Не, вие кажувате дека е проблем. Да, тука треба да се прашувам да се колку е, затоа што една армија научници го работеле тоа. Јас ќе ви го поставам многу просто ниво едно на одговор, за да може би и слушателите да го сватат кои не се занимавале многу. Да. Значи, на оваа територија живееле луѓе пред доаѓањето на словените. Тоа значи пред 6 век. Живееле некои луѓе, така? Да. И тие велиме дека биле македонци. Да. Тие луѓе имаат некој континуитет со нас, веројатно. Предпоставувам дека секој ќе се сложи дека имаат. Како македонската наука почнува со доаѓањето на словените да го јавува или да го основа идентитетот на македонскиот народ. И тој е проблемот кој ние го имаме сега со грците. Грците да кога сте словени вие, бркајте си работа. Еве вака. И уште ова сам да ви кажам. Јас одам во Грција и им велам јас сум македонец. И никогаш немам проблем. Зошто да имам проблем дека сум македонец? Тие велат ако сте македонци дојдите. Сви ние сме од одовде до Солун, секаде е Македонија. Проблемот е ние дали сме македонци. Ако си го поставиме то прашање, дали сме македонци истовремено и словени истовремено, тогаш е некоја схизматична состојба во нас. Добро, не може тоа историски преплет да се случува. Без друго дека можел, меѓутоа тогаш настанува нешто трето, никош не може и старото да остани и новото да се... Колку децидно можете да тврдите дека тие македонци, што старите македонци, дека говореле грчки? Тоа без друго можам да го тврдам. Не јас да го тврдам, тоа го приваѓа цела светска наука, тоа што овде се некои... Има сега интересни сознанија од тие војските на Александар Македонски стигнале до Хималаите, па со тие сличности и во јазичната структура, па во фолклорната структура, орнаментите на фолклорот сосема слични апликации, така натаму. Господин Стефановски, на една империја официјалноста се мери според официјалните личности во таа империја, не се мери со последниот граѓанин. Значи, ако е официјален јазик во царството, македонско, грчкиот јазик, вие не можете да кажете дека бил персискиот, или било кој. Ако некој недобронамерни сака да рече дека единствен грк во македонското царство бил Александар Велики, оти тој побарал во суштина да се донесе и да се внесе грчкиот јазик како официјален јазик на македонското царство. Тогаш, значи ако тој како цар и како представник официјален на таа држава говорел грчки, и то не му било страм, туку тој бил ученик на Аристотел. Тој за себе бил горд дека учи грчка философија од Аристотел. Тогаш ќе сватиме колку Александар Македонски
единствено Македонија се вика македонски, иначе секаде во светот е познат како велики. Тоа е многу поважно. Александар Македонски има многу во Македонија, ма нема Александар Велики многу. Нема Атанасий Велики многу, нема Василий Велики многу. Иначе Василиевци, Атанасиевци, Александровци има многу. Значи тој Александар Велики е велики не по тоа што колку територија освоил. Оти и Хитлер освои многу територија. Со некоја мера меѓу Хитлер и Александар, кој знае кај ќе се најде Александар. Добро, мислам, еве да го резимираме тоа. Само да докажам. Големе, затоа што направи унифицираност на јазикот на целата територија. А тој јазик беше грчки и мислам дека никој не може да спори тоа. Ако некој го спори, тогаш на вистина не се... Добро, мислам, ова како ваша позиција за да кажете дека со сите тие историски третирања на поновата историја, создадена во ова време, практично се создаваат вакви проблеми од она што значи етнофиделитизам, па дури и како рефлексија во ова спротиставеност меѓу црквите. Така, мислам, тоа е вашата поента. Тоа да кажам, затоа што оваа квази историја која почна од времето на комунизмот од 45-та година не доведува до ситуација која ќе излезиме надвор од границите, од Табановце нагоре или долу, од Меджитлија надолу, да луѓето ни се смеат која историја вие ја познавате. Не нашите соседи, па во Америка, било каде да отидете. Добро. Ова историја не ја познава светот. Добро. Еве, господине Јован, додиме сега по-конкретно на овие актуелности. Имаме, според последните одлуки на Српската православна црква, значи повторно не се споменува македонски, самостојна Охридска архиепископија со архиепископ и значи вие меѓутоа имаме црква која што значи паралелна црква сега, што мене не ми е јасно како би обстојувале две паралелни цркви во новие простори. Немате црковни објекти и сосема незначителен мал број на верници. Како го гледате тој обстој и перспектива во сите овие околности? Значи, она што сметам дека најважна придобивка во овој момент ќе биде, ако се успее со тоа, или оној момент барем кој ќе се успее, власта да се повлече од решавањето на овој проблем. Оној момент кога власта ќе се повлече, проблемот е решен. Тој ќе беше решен за овие 3 години ако власта не го поддржаш. Како мислите? Затоа што луѓето ќе имаат право да се определат. Вака, видите, кога зборуваме луѓето стотици илјади гледам верници по број, еден сериозен квантум. Значи ли тоа според вас дека имаме во овој момент од страна на власта атентати врз свеста на тие верници или граѓани, колективни халуцинации, некои идеолошки матрици кои што им ја помотуваат свеста да ја сакаат Македонската православна црква, архиереите, свештенослужителите и монаштвото, а не вас? Не, јас мислам тие не се способни за тоа. Ако се способни ќе го прават. Меѓутоа го прават на еден многу брутален, груб и дрзок начин. Го прават со присила. Вие не можете да заборавите дека јас 20 дена бев во притвор. Во ова време, во 21 век, за распалување на национална и верска омраза. И уште сега ќе ме стават во затвор. Добро, еве, значи, не, мора да го одговориме, ова е многу битно, затоа што ќе се вратиме на тие работи. Не, сакам да кажам не за тоа, дека тој дел на притисок кој го прави, ако народот мисли, ако чекај на овој епископов, кој го познава цел свет, за кој цел свет може на крај да реагира и да го извлечат од затвора, ако го извлечат, јас што да очекувам, мене што ќе ми направат, ако се дрзнам, не знам, да припаѓам на Охридска архиепископија. Но културно тој проблем го реши Естонија. Сега, пред 10 години, даде референдум. Кој сака да биде со православната црква автономна што е под Константинопол и кој сака да биде со автономната црква што е под руската црква. Какви се вашите шанси еве референдум? Ама вакви какви што се со интервенција на власта никакви. Но, јас не верувам дека може да го издржи прво ова власт тој притисок кој го добива секојдневно од меѓународните институции, зашто ова што го прави Македонија е невидено од времето на комунизмот. Само комунистите има вакви харизми, да речам, да прават ваква бруталност врз црквата. Никој не се осмелува така директно да се меша во работата на црквата, каква што сега овие
во овие посткомунистички времења во Македонија се прави. Добро, и во другите цркви се меша власта, но Се меша, еве но вака не е сега грубо. имаме оваа позиција. Дали сметате прво едно подпрашање своевремено кога ја даде таа автономија Српската православна црква. Вие велите под притисок на властите Страхил Гигов и така натаму, тука играчи од типот на Доне Илиевски, да не ги споменувам сега тие имења на нас за да не се вреќаме, меѓутоа тогаш едноставно Српската црква го премолче тоа. Сега овие овластувања и позиции што ви ги дава, најнаш се вели дека ќе бидат известени сите православни цркви. Во што се состои таа дистинкција на таков еден чекор? Ова само како подпрашање. Значи, во тоа време не смеме да заборавиме дека признавањето на автономијата во 58 беше повторно под огромен притисок на власта. Значи, со интервенција српските епископи според вас направиле греф, така? Или сега, прекршиле каноните? Не беа прекршени каноните оти. Тука постоеше некоја ситуација која можеше да се реши и вака и онака. Дали ќе созрее некој плод уште некое време и подоцна ќе се откине и ќе биде повкусен, или уште малку како позелен ќе се откине па ќе се чува во инкубатор или во фриждер па подоцна ќе созрее, тука можда мала е разликата. Проценка е. Значи, дали ќе било уште некоја година па да се дадела автономијата или се даде тогаш под притисок, тоа не е многу битно, еве. Сега се даде без никаков притисок. Обратно, сега на вака тешка ситуација се даде нешто што во суштина во тоа време не можеше да се даде во 58 година како што сега лесно се даде. Значи, има разлики во тие историски моменти и политички сега. Значи, токму ради тоа се тие реакции такви на Српската црква. Сега, еве, ќе упатат писма до сите цркви во православната екумена. Но, што очекувате понатаму да се случува на релација Македонска православна црква, Српска православна црква? Заладени односи се појави еден амбиент кој што може да рефлексира, да создава рефлексии и реперкусии дури и на односите помеѓу два едни блиски етноса со своја историска традиција, взаемност, па во едно време дури и на мешани бракови и така натаму, српскиот и македонски. Архиереите на Македонската православна црква, нели, се произнесоа на последната седница на Светиот архиерејски синод дека се за прекинување на преговорите. Меѓутоа, што ако во дадено време се појават преговори? Каде бисте нашле вие во такви едни позиции? Накрај, постои ли можност во даден период на сето ова да му се тури пепел и да настане некое поголемо помирување? И тоа не е непознато во историјата. Значи, ако предвидуваме да се случи нешто надвор од канонското подрачје на црквата, можеме да предвидиме многу работи и да очекуваме да се случат, а тие и никош да не се случат. Да, и во црквата има политика, мислам, тука мора да се согласите. Меѓутоа мора да ги мериме работите со некоја мера која црквата е усвоила за своја мера и мера која не паѓа толку лесно под влијание на секојдневните политички настани. Има доза која секако е неизбежна, доза на политика во црквата. Ние сме сите политички битија, тоа уште Аристотел го кажува. Не можеме ние да се абстрахираме и да речеме не, ние сме духовни лица, не сме политички. Ние сме меѓу другото и политички битија. А со самото тоа има и доза на политика во црквата. Меѓутоа, не можеме од друга страна во времето во кое црквата сака да го покаже сиот сјај на духовна сила која треба да го обнови расклатениот дух од посткомунистичкиот период, да очекуваме дека тој ќе го прави со нецрквени методи. Тогаш ќе ја загуби солта, што вели Евангелието. Ако почне сега црквата да работи со нецрквени методи, ќе го изгуби квалитетот, рейтингот и смислата. Добро, не е, мислам, својствено на црквата, не на православието, на кое што, еве, и јас припаѓам, да има раздор, да има кавка. Значи, да има евангелска љубов, да има мисија на духовност, на смиреност, на љубов и така натаму. Сето ова
создава едни витли, едни турбуленции кои што пошироко отвараат една негативна енергија, една непријатност, една напнатост. Еве, малку и хегелијански, да речеме, работите стојат на глава, да ги превртиме на носи. Која е позицијата на Вселенската патриаршија во сето ова, деки архиереите од Македонската православна црква се убедени дека токму тука се шансите, Вселенската патриаршија да ги земе работите во своји раце и некако да го возобнови или да го одблокира преговарачкиот процес, вклучително со Руската православна црква, со патриархот Алексий, кој што постојано последниве неколку години, колку што можев да проследувам, инсистираше на посреднување и надминување на овие спротиставености меѓу двете цркви. Мене ми е многу жал што за овие 3 години наназад откако се јави проблемот не се јави ниту една продлабочена анализа или едно истражувачко новинарство за проблемот. Значи, се е толку паушално истресено од ракав човек да си помисли дека сите почетници што ќе дојдат да работат на телевизија ги ставаат да се занимаваат со овој проблем. Проблем кој вековите не можат да го решат. И сакаме тие луѓе да ни создадат права слика и народот да има права слика каков е проблемот, колку е тежок проблемот и како ќе се решава. Само два аспекти ќе посочам, а тоа е следново. Што да преговара Македонската црква со српската и дали има место за било каков преговор после двете прашања кои се поставени, прочистени, доведени до крај, едното за автокефалија или автономија и второто за име Охридска архиепископија или Македонска православна црква. Значи, според вас, или односно ајде според каноните, ова е иреверзибилен процес. Не само спрема мене и каноните, туку за било какво друго решение нема општо православен консензус. Значи, џабе одат кај Вселенскиот патриарх, кога никогаш патриархот нема да им речи вие признајте еден почистички чин. Не може да им речи, зато кога беа сега последниот пат со председателот на владата и некои од епископите на Македонската православна црква, им кажа да сакаме да се реши во канонското подрече на црквата. То со други зборови им кажа, луѓе, ова е начинот. Оти то подразбира канонското подрече на црквата. Јас не можам да ви измислам друг начин на решавање. Што значи, и кај било кој друг да отидат во било која друга црква, не може да добијат друго решение освен ова што се нуди, бидејќи според вас МПЦ е во канонска безперспективност. Безперспективност од следниот аспект, практичен прво. Ако денес се признае на МПЦ почистички акт еден, на само прогласување на црквата, зошто после во дел од МПЦ, на епархијата на било кој, на Петар, нема да се јави да биде автокефална? И така ќе направи пуч и ќе рече, чекај бе, ние сме автокефална црква. И ќе бара кај Вселенскиот патриарх, дајте ми автокефалија, ние сме автокефални. Тој е процес кој не сме да се дозволи во православието. Тој е процес кој нити рускиот патриарх не може да го дозволи, нити било кој. Истиот проблем го има со Украина. Украинската православна црква нема ни пола од автономијата што има Охридската архиепископија. Е како сега, што да посредува рускиот патриарх? Тој ќе посредува и тој е културен човек и ќе рече да, нема да им затвори вратата. Ама кога отидоа кај Кирил Смоленски од двајца епископи од нема да ги именувам, и ги праша што сакате вие, па сакаме тоа и тоа му кажуваат што сака. Што добивте од србите? Но тоа е Петар и Тимотеј беа таму. Добро. Ајде, вие ги спомнавте. Што добивте од србите? Добивме автономија со овие и овие и овие ограничувања. Па што сакате сега? И го употреби овој збор, кој тие само го знаат, и јас го слушнав накнадно, па вие сте како за во детска градинка, им рече. Добро, еве, затоа што тие не знаат што сакаат. Ако тие отидат кај рускиот патриарх и му кажат, ние сакаме автокефалија, и тој им рече, добро, автокефалија ќе добиете, ама чекајте, бидете едно време во автономија. И тоа го добиваат од таму како одговор, и тие велат не сакаме тоа. Па тогаш. Да. Господин Јован, каква е вашата позиција сега во православната екумена? Мене колку ми е познато од оваа сегашна позиција, освен во грчки и српски храмови немате друго место служено.
Имате ли можност, ви имат повика, да речеме во Руската православна црква, во тие епархии да служите, па во Бугарија, или во Вселенската патриаршија и така натаму? Или може би и вас ви игнорираат и вие во некоја така изолација сте, очекувајќи овие сестринските цркви некаков исход од сето ово? Вие спомнавте дека следите нашата интернет страница и мислам дека таму често пати се објавуваат вести каде служиме. Покрај што споменавте Грција и Србија, скоро служевме во Америка, во епархиите на Американската православна црква, значи таа е друга Американската православна црква. Јас имав информации, да бидам искрен, дека тоа биле некои српски свештеници таму, барем велам не е проверено. Значи, свештениците малку е битно кој се, а битен е епископот. Тој кој дава дозвола да му се служи во епископијата. А епископот е американец. Значи, американец на Американската православна црква. Да не зборам дека во грчката диецеза на Американската, па во Антиохиската, па скоро бевме на Кипар, во Бугарија служевме во Варна, во Романија. Ама тоа со митрополитот Петар, кога бевте заедно? За каде зборувате? За Варна? Не. Бевте самостојно. Сега, кога беше тоа? Па со ова Јас знаменаш во Враца дека бевте со Петар заедно. Тоа беше заедно. друго во Враца, во Варна, со организацијата Лекари на љубов. Варненскиот епископ само ни возврати на посетата. Вие таму богослужевте? Богослужевме сега. Значи, само сакам да кажам дека оние можности кои ни се нудат да представиме црквата, ние ги користиме. Во Русија е толку далеку што не можеме секојдневно да патуваме како што можеме во Грција да патуваме. Зборот ми е дали имате отворени покани можности или можеби затоа велам ве дистанцират додека се очекува ова до крај да се расчисти. Сега, ако не биде нескромно, јас да кажам, јас како го гледам проблемот, тој е расчистен. Значи, расчистен е